Советот на општина Кочани ја одржа редовната 39-та седница на чиј дневен ред се најдоа 30 точки, главно предлог одлуки и извештаи за реализација на општинските програми во различни сфери за 2019 година. Советниците ги разгледуваа предлозите за урбанистички планови за селото Тракање, како и годишните планови за вработување во основното училиште Крсте Петков Мисирков во Оризари и во основното музичко училиште Ристо Јуруков. Потоа тема на расправа беа извештаите за реализација на програмите за локален економски развој, изработка на урбанистичко-планска документација, програмата за јавно осветлување, за комуникација, за одржување и користење на паркови и зеленило, за управување со отпад и за јавна чистота. Освен тоа се разгледуваа извештаите за реализираните програми за одржување на сливните решетки за атмосферска канализација, за контрола на популацијата на бездомни куќиња, програмата за култура, активностите на општина Кочани од областа на социјална, детска и здравствена заштита, програмата за спорт, за поддршка на образованието и за спроведување општи мерки за заштита на населението од заразни болести. Исто така, присутните советници расправаа и за реализацијата на програмата за работа на територијалната противпожарна единица, за информатичката и комуникацијска технологија, заштитата на животната средина и за работата на комуналните редари во 2019 година. Покрај тоа, беа усвоени и предлозите за дополнување на програмата од областа на располагање со градежното земјиште, како и одлуката за сопствено учество на општината, односно за кофинансирање на проектот регулација на делот Кочанска река. Советот на општина Кочани работеше во неполн состав, со оглед што уште на почетокот опозицијската советничка група информираше дека нема да присуствува на 39-та седница. Опозицијската советничка група на ВМРО ДПМН ја напушти 39-та седница на Советот на општина Кочани поради несоодветна медиумска покриеност на неговото работење. Во образложението што го даде Лазо Митев, координатор на советничката група, беше нагласена потребата од присуство на медиумите на седниците на Советот, како и на работењето на комисиите во негов состав, за да се исполнат заложбите за транспарентност и отчетност. Денеска ја напуштиме седницата од една единствена причина, затоа што е нарушено основното право, човеково право и на нас како советници и на граѓаните, односно најголемата работа во политиката е транспарентноста и отчетноста, затоа што вие како медиуми веќе подлого време не ги пренесувате седниците. Причина за тоа е, ја прашувам позицијата, односно СДС, дали ова е двојно замолчување на нас советниците, како од централно, така и од локално. Од централно со спорниот закон кој што и вие го знаете и ви се ускратува правото за пренесување и надоместок од Советот и од општината, а од локално ги прашувам, ја прашувам локална самоуправа дали проектот кој што ние како советници и опозиција организиран преку UNDP, кој што година време го следевме во низ различни градови низ Македонија и обезбедивме средства во вредност од $12,000 професионална опрема за снимање на седниците, а истата не е ставена во функција. Се додека не биде обезбедено аудио и видео снимки, ние како советници ќе дојдеме за да го искажеме нашиот револт и ќе го кажеме и ќе го бараме она наше демократско право кое што ни следува со закон. Очигледно сега и со закон и вие медиумите и ние ускратено тоа право. Според Митев, и во наредниот период, доколку не се најде ефикасен начин за снимање на работењето на Советот и емитување преку телевизиите, советничката група на ВМРО ДПМН ќе доаѓа на седниците, но нема активно да учествува. Градоначалникот на Кочани Илиев изрази жалење за одлуката на опозицијската советничка група да ја напушти 39-та седница. Јас навистина искрено жалам за тој потек, меѓутоа исто така жалам и што медиумите не се присутни да ги пренасат седниците на Советот и не само седниците на Советот, туку и сето она што се случува во нашата општина, она што го правиме како инвестицијски проекти кои навистина заслужуваат да бидат видени од страна на граѓаните. Меѓутоа, закон е закон, ние сме овде да го почитуваме. Меѓутоа сме спремни и да седнеме, да разговараме и да преговараме со сите. И денеска имаше предлог од страна на председателот на Советот да се направи едно тело кое ќе се состане, значи составено од страна на членови од локалната самоуправа, од координаторите на советничките групи, како и представници на сите медиуми, се со цел да се седне, да се разговара и заеднички да изнајдеме излез од оваа ситуација која е наметната, односно која настана по
донесувањето на законот, односно членот 102, кој, како што реков, изричито забранува плаќање на било какви средства во делот на локалните медиуми. Информација за граѓаните дека ние моментално и Советот го држиме во воредни услови, односно салата на Советот каде што имаме инсталирано опрема од донацијата на UNDP, не можеме да ја користиме и да бидат снимени седниците со таа опрема. Се надевам по завршувањето на воредната состојба ќе се вратиме во салата за Советот, каде што е инсталирана опремата и дека и граѓаните и советниците ќе имаат можност да ги користат снимените материјали. Инаку по донесувањето на членот 102 во Законот за аудио и аудиовизуелни услуги пред 2 години, телевизиите во Кочани продолжија директно да ги пренесуваат или пак да ги снимаат и емитуваат седниците на Општинскиот совет без за тоа да добијат некаков надоместок. Сепак, поради економската состојба во која се наоѓаат и неможноста да ги покријат трошоците, од пред неколку месеци престанаа со комплетно снимање и емитување, а на граѓаните им презентираат само кратки извештаи од работењето на советниците. Транспарентноста на Советот и на Општина Кочани се доведени во прашање. Локалната самоуправа има издвоено буџетски средства за комуникација, но нема законска основа да им ги даде на локалните медиуми за да ги приближи собствените активности, работењето и проблемите до јавноста. Реакцијата на денешната седница на Советот на дел од советниците го покрена ова прашање на повисоко ниво. Минатата недела, телевизија Канал 8 доби писмен допис од Советот на Општина Кочани, во кој се бараше и понатаму да ги пренесуваме, снимаме и да ги емитуваме седниците без надоместок. На тој допис, нашата редакција достави соодветен одговор. Се согласуваме емитувањето на снимките од седниците да биде бесплатно, но бараме финансиски да бидат покриени трошоците за продукција, зашто сметаме дека нема никакви законски забрани или друг вид пречки. При тоа го цитиравме соодветниот закон што го овозможува тоа. На нашиот предлог, Советот пред почетокот на 39-та седница да донесе одлука со која ќе биде парично надоместена продукцијата, никој не одговори писмено. Само телефонски од општински раководен службеник добивме кратко известување дека таа работа не ја бива. Барањето било да работиме бесплатно и емитувањето да биде гратис. Прашањето што за нас останува отворено е зошто општинските правни служби не постапија професионално во писмен одговор да дадат соодветно образложение за отфрлањето на нашиот предлог и зошто не им се овозможи на сите членови на Советот да се произнесат за предлогот. Телевизија Канал 8 е отворена за соработка. Досега давала континуиран придонес преку информирање на јавноста за активности и проекти на Општина Кочани. Тоа се однесува и на Советот на Општината, од чија работа досега вршеше директни преноси и одложено емитуваше снимки без надоместок, се до март 2020. Тоа е работа со своја вредност, работа што чини. Да подсетиме, станува збор за приватен медиум, даночен обврзник кој уредно плаќа годишна концесија за медиумско работење, фирма која што има вработени со закупени простории, индустријска струја и други трошоци. Членот 102 од Законот за аудио и аудиовизуелни услуги им забранува на општините и на другите органи на државата да предвидуваат средства за информирање и запознавање на јавноста со своите услуги или активности преку приватни радиодифузери. Тоа по кој знае кој пат се покажува дека е на штета на транспарентноста и на отчетноста на единицата на локална самоуправа. Состојбата со коронавирусот во локални рамки во изминатото денонокие бележи известни промени, а според информациите што ги објави Министерството за здравство, тие се вклопуваат во општата состојба на државно ниво. При тоа, уште едно лице во Кочани е регистрирано како оздравено, со што сега вкупниот број позитивни остана на 3 пациенти кои се дел од исто семејство. За разлика од Кочани, во Виница има зголемување на бројот на позитивни, што го потврди и градоначалникот Ивица Димитров. Се работи за лице кое што е вработено во единицата за брзи интервенции ЕБАР во Скопје. Тоа е едно од неколкуте лица кои што ги објавија Министерството за внатрешни работи, кои што биле на задача. Меѓутоа, ќе кажам дека во нашата општина во моментот има 5 лица со решение од Државниот санитарен и здравствен инспекторат и 4 лица со писмена изјава кои што се наоѓаат во самоизолација.
Во изминатите 24 часа на ниво на држава направени се 512 тестирања на коронавирусот. При тоа регистрирани се 19 нови случаи, и тоа во Скопје 11, во Куманово 2 и по 1 во Прилеп, Тетово, Велес, Гостива, Струмица и споменатиот во Виница. За жал, во изминатото деноноќие починаа уште 4 лица, од кои 2 се од Скопје и по 1 од Прилеп и Тетово. Општинската организација на СДСМ од Кочани одржа пресконференција на која беа представени дел од мерките на државно ниво како поддршка на граѓаните и правните субјекти погодени од вонредната состојба со пандемијата од коронавирусот. Вкупниот влог во новата развојна македонска економија, трите пакети мерки изнесуваат 550 милиони евра и со нив ќе бидат опфатени 730.000 корисници. Платежна картичка за граѓаните по 150 евра за македонски производи и услуги. Оваа мерка е достапна за сите невработени лица, баратели на работа, кои немаат над 15.000 месечни приходи според Управата за јавни приходи, како и примателите на гарантирана минимална помош. Ваучер за домашен туризам од 100 евра и домашна платежна картичка од 50 евра. Граѓаните ќе можат да се одморат и да летуваат дома, а со тоа ќе го зајакнеме и домашниот туризам. Парична поддршка за студентите и средношколците од 100 евра и платежна домашна картичка од 50 евра. Силна поддршка за младите за да продолжи образовниот процес непречено и за да се обезбеди куповна моќ како придонес кон студентскиот и средношколскиот стандард. Ваучери за кофинансирање на обуки, тренинзи и курсеви за IT и дигитални вештини. Преку покривање на трошоците за тренинзи и обуки ги поддржуваме младите да стекнат знаења и IT вештини кои ќе им овозможат брзо вработување во новата развојна економија. Оваа мерка ќе опфати од 7.000 до 10.000 млади до 29 години во вредност од 3 милиони евра. Со символично постројување и смотра на пожарникарите што ја изврши градоначалникот Никол Чуилиев, територијалната противпожарна единица од Кочани го одбележа 20 мај, денот на пожарникарството. Поради превентивните мерки против коронавирусот, присутните носеа заштитни маски, а изостана вообичаената свеченост и присуството на представници од општинската администрација, пензионирани пожарникари и други гости. Командирот на кочанските пожарникари Благој Паунов во својот рапорт истакна дека и покрај големиот број интервенции минатата година успешно се справиле со сите предизвици. 300 интервенции, од кои најголем број беа на отворен простор. Оваа година поради вонредната состојба бевме вклучено директно во справување со кризата, како со дезинфекција на производствените капацитети и колективните домувања, пензионерските клубови, детските игралишта и секаде онаму каде што имаше наша потреба. Градоначалникот Никол Чуилиев искажа задоволство од работата на територијалната противпожарна единица, истакнувајќи ги заложбите за нејзино постојано опремување. Во буџетот имаме предвидено средства за прв пат да набавиме ново теренско возило кое ќе овозможи побрзо пристигнување таму каде што ќе има потреба и секако полесна, едноставна и побрза интервенција што ќе овозможи спречување на поголеми катастрофи. Во рамки на одбележувањето на денот на пожарникарството за најуспешен во изминатиот едногодишен период беше прогласен пожарникарот Сашо Мијалов. Сакам да се заблагодарам за наградата што ја примив, како и за признанието најдобар пожарникар. Ова признание многу ми значи. Секако сам немаше да можам да дојдам до ова признание и до наградата. Се е благодарение на сите колеги. Сите сме заслужни за ова мое признание и иако сме у мал број, секако дека се справуваме со сите ситуации. Како признание за ангажманот во текот на минатата година, Мијалов доби награда од локалната самоуправа.
И оваа година и покрај корона кризата, двете средни училишта од Кочани се подготвени да ги примаат девето оделенците и да се спроведат уписите во средно образование, кои се закажани за 16 и 17 јуни. Средното општинско училиште Гошо Викентиев е подготвено да прими 440 ученици, распоредени во 10 паралелки, во истите профили и струки: електротехничката, машинската и сообраќајната струка. Новина и измени, како и улеснување во превозот оваа година, ќе има за учениците од Македонска Каменица. Оваа година за прв пат направивме една мала промена за учениците, така, може би помалце и должно внимание, за учениците од Каменица, кои што не се во мал број во нашето училиште, го променивме малку начинот на превоз, значи учениците ќе можат да патуваат не само од Каменица директно до нашето училиште, туку и од околните места во Каменица. Тоа е така една новина која што се донесе како резултат на реакциите на родителите од околните места и ете ова година за прв пат направивме обид да сето тоа го реализира. И гимназијата Љупчо Сантов ги отвора вратите за 272 ученици распоредени во 8 паралелки во економската струка и гимназиско образование. Деветоделенците имаат 3 уписни рока според календарот од Министерството за образование и наука. Јас ќе го кажам првиот, 16 и 17 јуни. Резултатите ќе се објават на 18 јуни. Приготвивме скромен видео рекламен материјал во кој што можат истите да бидат информирани, можат информации да следат и на нашата веб страна. Ангажирани се сите структури во училиштето кои што стојат на располагање од стручни служби, од професорски кадар, од младинска организација да што подопрат до деветоленците и да ја објаснат кои струки кај нас се застапени, што возможува едната, што другата струка. На кратко ќе кажам дека имаме само 2 профила на образование, гимназиско образование и имаме економски техничар. Од двете средни училишта истакнаа дека одредени проекти кои беа во тек сега заради состојбата со коронавирусот се застанати, како на пример во Средното општинско училиште Гошо Викентиев, проектот со компанијата Амфенол за обука на 30 ученици, за кои се надеваат дека ќе продолжи по завршувањето на ворената состојба. А во најава е и проектот 20-20-20 со Евана за едукација на ученици од електроенергетската струка за подоцна да ги земат на работа во Евана. И двете средни училишта се уште нема добиено писмено известување од Министерството за образование во однос на тоа како ќе се одвиваат уписите поради состојбата со COVID-19, дали лично или електронски. Но директорите истакнаа дека како и да е, сепак се подготвени и лично да ги примаат учениците, согласно протоколот за држање дистанца, влегување на еден по еден ученик за упис, како и користење дезинфекциони средства и заштитни маски. Во конкурсот за учебната 2020-2021 година детално се наведени сите потребни документи кои учениците треба да ги приложат при пријавувањето, како и преглед на наставните предмети од основно образование кои се предвидени во критериумите за рангирање на успехот на учениците. Првото пријавување и запишување на учениците е на 16 и 17 јуни, а ранглистите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 18 јуни. Второто пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 24 и 25 јуни, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 26 јуни. Третото пријавување и запишување ќе се врши на 29 јуни, а резултатите ќе бидат објавени на 30 јуни. Општинската организација на Црвениот крст Кочани прими пакети со храна и хигиена од УНИЦЕФ и UN Women. Пред 2 дена од страна на Црвен крст на град Скопје пристигната е хуманитарна помош која се состои во 150 семејни пакети со средства за хигиена, донација од УНИЦЕФ. Помошта ќе биде наменета за ранливи категории на корисници на социјална помош. Воедно, од страна на Црвениот крст преку Министерството за труд и социјална политика пристигнати се дополнителни 37 пакети со храна и 37 пакети со средства за хигиена, донација од UN Women наменети за помош на жртви на семено насилство и самохрани родители. Дистрибуцијата ќе се реализира во соработка и координација со меѓуопштинскиот центар за социјални работи во Кочани.
Од Општинската организација на Црвениот крст истакнуваат дека оваа помош е добре дојдена за нив, бидејќи ќе бидат распределени и од голема помош на ранливите категории граѓани од општина Кочани.